Денеска ја имаме честа да наш гостин во Струмица биде амбасадорот Јордан Плевнеш, човек со пред се огромно животно искуство, но и импозантно дипломатско искуство и амбасадоре благодарам на споделеното искуство ваше и за сите разговори кои што денеска ги имавме, но и по еден многу важен повод, а тоа е одлуката на одборот на фестивалот Берлис Паринс Вашингтон да за 2024 година личност на годината бидам избран јас. И тоа е за мене помалку важно, колку што е важно препознавањето на силните заложби на општинската администрација, на Советот на општината за прво негување на културното наследство, негување на културата во општина Струмица и пред се фокусот на трансформација на општина Струмица преку силните капитални инвестиции кои што се реализираат во нашиот град со сите населени места, особено во делот на велопатеките и во делот на имплементација на електрифициран јавен превоз, со што Струмица е прв град на Балканот кој што имплементира таков проект. Ова огромно светско признание го посветувам на сегашните генерации струмичанки и струмичани, но и на идните како порив уште повеќе да си ја негуваат, сакаат и чуваат општина Струмица, оти Струмица сме ние, колку ние ја љубиме Струмица, толку и таа ни возраке нам. Почитуван градоначалник, имам чест во име на уметничкиот одбор на фестивалот на Југоисточна Европа што се одржува во Париз 11 години, во Берлин 7 години и во Вашингтон 4 години. И тој станува еден препознатлив прозорец на културата на Југоисточна Европа и кинематографиите на Југоисточна Европа во светот. И бидејќи имаме признание кое се вика личност на Југоисточна Европа за 2024 година, тоа е градоначалникот Костадинов, кој што низ своето обраќање денеска кое што беше снимено од специјалната екипа, ќе ја пренесе славата на Струмица на сите меридијани, бидејќи тоа е град кој што е познат на мапата на светот по една долга духовна историја, која што започнува од антиката, низ римското време, низ средновековниот период и Свети 15 маченици влегуваат во европските и светските трезори на светската меморија. И фестивалот во Париз, и во Берлин, и во Вашингтон ќе ја откријат таа димензија, бидејќи во вашиот град се одржуваат два значајни меѓународни фестивали, тоа е фестивалот на Ристо Шишков и камерниот фестивал и Астерфест. Но исто така и Струмица е еден вид на градина на Балканот со својата исклучителна позиција во доменот на земјоделските производи и она што го рековте со самата економска трансформација која што е на врвот на она што би се нарекло европеизација на Балканот. Швајцарскиот писател Никола Бувие кажа во својата книга Употребата на светот дека Балканот е срцето на Европа и денеска Струмица е главниот град на тоа срце на Европа, благодарение на ваше признание за кое ви честитам од се срце.